24 анализа, добро вечер. Гостин во вечерашната емисија е лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев, со кого ќе разговараме за сите актуелни политички случувања, за случајот Пуч, за преслушувањето и можната политичко-правна разврска на овие два случаи. Господине Заев, добро вечер. Благодарам што сте во 24. Добро вечер, поздрав до гледачите што ќе не следат. Многу мина во јавноста, вклучително и ваши симпатизери, помалку беа разочарани од, да речем, силината на вашата прва бомба. Многу најавувања, 4 месеци помина. За на крајот да објавите еден тонски разговор меѓу Јанкуловска и Ставрески во кој нема апсолутно никаков криминал. Или ако има нешто ептене, тоа нема криминал, може да има нешто спорно, ама криминал нема, најавувавте големи криминали. Што мислите, дали доволно силно одекна овој ваш прв потек? Целта, како што беше замислено согласно нашата стратегија, е постигната. Зошто го направивме ова така и зошто го правиме се уште така? Прво да кажам дека скуден е медиумскиот простор со кој што располага опозицијата. Многу е мал, поклопено се од страна на државата. Моравме чекор по чекор да ги дефинираме работите, знаејќи што ќе се случува во периодот кога ќе се соопштуваат доказите и аргументите. Една од причините за овие 3-4-5 месеци тактизирање со бомбите беше токму таа работа, како тоа да допре до граѓаните и да ја заврши својата функција, а тоа е врската да докази за криминал, недозволиви законски работи бидат соопштени до граѓаните и стигнат. И еве затоа правиме и пауза помеѓу секој следен чекор, од причина што тоа треба да биде соопштено и да стигне до колку што може повеќе граѓани. Првата цел која што сакавме да ја постигнеме беше да се знае тоа кој прислушува во државата. Зошто да се знае? 20.000 граѓани да ги слушате континуирано, голем дел повремено, дел директно, дел индиректно, е можно само од државните тајни служби. За да може да биде било каква странска служба, таа мора да биде конектирана на системот на телекомуникацијските оператори, T-Mobile, One, VIP. Ќе разговараме за сите поединечно прашања. Целта ни беше да разобличиме, да се знае кој тоа снима во државата. И од тука морам да испоентирам дека јас сум човек без пасош, одземен е пасошот со врска секој понеделник да се јавувам во полицијата, но најважниот дел е што невини луѓе се во притвор. Зошто велам невини луѓе? Заради тоа што дел од тие луѓе се тие луѓе кои што се охрабриле. Овде не зборувам за сопругата на Верушевски, за Бранко Палифров од Струмица, заради тоа што се познавале, заради тоа што е сопруга или слично се таму, но најважниот дел е што власта со ваквиот чекор влезе во едно ново злодело. И тоа е грозно. Сопруга на Верушевски е таму, се трага по детето, беше објавено малолетничка порнографија, сега никој не ја спомнува таа малолетничка порнографија, и само по себе тоа е катастрофално. Од друга страна, кривичното дело е доста сериозно. Еве вака. За тоа што се обвинува. Од тука ја влечем и поентата на вашето прашање. Тоа е дека странски служби доставувале податоци со кои што јас сум се заканувал на премиерот и со тоа сум го уривал уставниот поредок и вршел притисок врз високи функционери, барајќи техничка влада и предвремени избори на кои што ќе нема измама. Прво председателот на опозицијата бара оставки, бара промена на влада, тоа е моја задача, а не техничка влада. Втората важна работа е, по нашите закони, странски служби, ако добиват информации од дома, строго доверлива, тајна, државна, не знам какви класифицирани документи, тогаш е спротивно на законот. А странска служба воопшто нема, заради тоа што не е возможно да има. Целата оваа работа е работело МВР во целиот овој континуитет и премиерот вика, од странски служби добивал информации, заради тоа е шпионажа, и со тоа сакал да го урива уставниот поредок на Република Македонија. Со објавувањето на овој прв чекор, на овие аудиоснимки, прво докажавме како е следен и сниман председателот на опозицијата и тоа со двајца соработници, едниот е пратеник, другиот е раководител на ЛЕР во Струмица, со Радмила Шекеринска како политички соработник, со мојата керка и уште еден разговор имаше со новинарот Слободна Европа. Значи не бирале. Криминал не објавивте. Криминалите следуваат. Криминалите на власта допрева следуваат во периодот кој што доаѓа. Значи и најавата токму во вашата телевизија на една емисија прв пат ја соопштив, а тоа беше поврзано со изборниот процес и со незаконите действија на Груевски и неколку луѓе околу него. Ке не следат граѓаните, ке не следите вие медиумите, така да се што имаме докази, ке споделиме со граѓаните. Додиме со ред, господине Заев. Тврдите дека се прислушувани над 20.000 луѓе. Меѓутоа, за ова доказ не видовме. Оваа бројка се уште е претпоставена.
Имате ли, може ли да ни кажете, мислам, како да веруваме сега дека се над 20.000 луѓе? Може да се овие 10 само што ги презентиравте. Секој чекор по чекор ќе го следите внимателно и недвојбено јасно ќе биде за сите дека бројката е многу голема, поголема од 20.000 луѓе. 20.000 луѓе е она кој што можете да го изброите пута форматите со кои што располагате. Значи на купче со целата работа и знаете дека преку 20.000 и го соопштувате она што минимум го знаете, дека е 20.000. Така да нема дилема. Да имате 20.000 снимки, 20.000 луѓе или 20.000 разговори? 20.000 луѓе. Добро. Се биле таргет, така рековме, се биле таргет на Колку или разговори мета на поседува? снимање. Огромен број на разговори. Не се бројат сите разговори. И тоа е најверојатно само еден дел кој што е доставено до нас. Претпоставам таму има уште многу повеќе. Од кој период до кој период се? Периодот кој што го зафаќа оној материјал кој што ние го поседуваме е некаде 2009, 10, 11, 12, 13, 14 година, значи сиве неколку 5-6 години наназад од денеска гледано. И еве еден од крупните докази кои што исто така можам овде да го соопштам е тоа да МВР во своето обвинение, односно изјавата која што ја дава со поднесувањето на кривичната пријава, вели Зоран Верушевски и неколку соработници од 2012 собирале документи и ги доставувале до ЗАЕФ, како или до странски служби, како стои во Со соопштението. намера да ги достават до странски Така, служби. вчера дел од разговорите што ги објавивме се од 2011 година. Прашајте ја Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски, ќе ви каже дека разговорот е воден 2011. Токму тоа Тоа е. може од 2012 почнал со работа, нашол и разговори Како тоа? постари. Нели странските служби снимале? Како тоа наназад снимале? Велот од 2012. Странските служби снимале. Значи не можат тие да снимат 2012 разговор. 2012 Верушевски почнал да собира материјали, не вика дека од 2012 Верушевски снимал. Велот странски служби ги дале материјалите. Така? Да. Тоа е следната дилема. Самиот чин на преслушување е кривично дело, нарушување сериозно на човековите права, тоа е точно. Меѓутоа има дилеми, господине Заев, кој го правил тоа преслушување. Вие тврдите дека се МВР и домашните служби, власта тврди дека материјалите ги имате добиено не од домашни, туку од странски служби. До сега јавноста не виде доказ ни од ваша страна, ни од страна на власта. Како да веруваме дека сте ги добиле? Имате ли вие некаков доказ дека тие се материјали снимани, направени во Македонија? Овој процес што го отворивме е пресериозен процес. Прво се надевавме дека, дај Боже да не дојде до него, да преку во една нормална состојба во земјата, која ќе имате нормални правосудни органи, да се отворат, со тоа јавноста да биде до крај запознаена со вистината, но веднаш и процесуирани. Тогаш тоа би било покротко, повнимателно за државата. И направивме сите овие чекори. За да влеземе во еден ваков процес, секако дека ги имаме конечните докази кои тоа прислушувал во државата. Какви И нашата и затоа луѓето велат па добро, сите знаеме дека се слуша и се прислушуваат телефоните. Доказите ги имаме, ќе почекате и ќе ги видите самите докази. Во првиот прес 20.000 луѓе кои што се слушани. Како се објавени снимките, Зоран Заев со керкичката, со работници, со Радмила Шекеринска, со сите, само по себе потврдуват кој тоа можел да го прави и на крајот. За да можете да ги слушате телефоните било каде во светот, треба да бидете приклучени на телекомуникацијските системи. Значи, да дојде странска служба, да дојде Заев, Верушевски, било кој поединец или група. Заев, Сноуден објави афера за преслушување во цел свет. Сигурно НСА не бара дозвола од телекомуникацијските оператори. Веројатно постои технологија, са не сум некој експерт за технологија, но веројатно може би има еден, начин во двајца, денешно пет време, луѓе да. да се прислушуваат. 20.000 луѓе е невозможно. За да може некој да ме слуша, без да биде конектиран на One, на кој што мојот телефон е претплатник, треба да се движи по мене, да ги фаќа поинтите на мрежата на комуникацијскиот систем кој што постојат. Или да биде директно конектиран на системот и да постојано слуша. Но оставете тој дел во текот на постапката. Апсолутно недвојбено ќе биде докажано кој тоа слушал. Главната грижа од која што треба да бидеме сериозно загрижени. Сите, освен опозицијата, важни луѓе во општеството, се мета. Жалната вест за Македонија е тоа што дури и првите соработници на Никола Груевски и на Сашо Мијалков биле мета. Најверојатно после 9 години ваквиот начин на владење ги принудило да не веруваат во никој,
за да може после тоа секако да имате информација од прва рака, да не некој нешто им крои позади грб. Првите соработници да ги ставите да бидат натре. И знаете на крајот кога ќе ставите сите околу себе на таа машина за слушање, се уловите и токму вие кои што сте уредувачите на целата оваа организација, заради тоа што со кој ќе правите муабет. Ако го слуша Зоран Ставревски, Гордана Јанкуловска, Милија Енекиевски, Камчевска, не знам, неговата секретарка, ако ги слуша сите, со кој ќе прави тој муабет? И оп, и тие се внатре. Така да, единствено не постои телефонски разговор помеѓу Груевски и Сашо Мијалков од тие два Тоа броја. го спомнавте, Тие два броја остана нејасно. Само меѓу нив двајца нема или воопшто ги нема нив во материјалите? ги има во материјалите, ама како индиректни соговорници. Така да, ако се слуша телефонот на Која е Гордана, логикава сега на Гордана Јанкуловска, тогаш Господине Заев, која е логикава тие да зборуваат и сами да се снимаат сега, и особено ако има некои компрометирачки делови во тие разговори? еве вака. Тие никој пат не се надевале дека тие материјали ќе излезат во јавност. Зарем верувате? Нема логика воопшто да се снимале. Многу е пологично да ги снимал некој друг. Во случајов ете странска служба. Значи, телефонот на Никола Груевски и телефонот на Сашо Мијалков не се телефони кои што се ставени на снимање. Но, се што зборува Гордана Јанкуловска е снимено. И ќе се јави некогаш Никола Груевски на Гордана Јанкуловска или таа нему. И тоа е внатре. Тоа мислите не може да се избриши или да се... Дали го бришеле или не, тоа не знам. Значи, тоа ако е. Јас не можам да Ако сте навлезам. во право, значи разговорите на, како што велите, цела елита во Македонија, тие 20.000 луѓе, значи ги знае и власта и се и опозицијата. Значи сите знаат што сме зборувале, така? Значи и вие сега и така сите не знаат. Извинете, прашањето е лошо поставено заради тоа што сакате да направите еднаквост од оваа работа. Власта е таа која што толку дрско и безобразно тоа го правила. Во најситната интима на луѓето да влезеш. И сега, кога целото ова зло што е правено е разоткриено од опозицијата, ќе прашате сега и вие тоа го знаете. Значи една работа да знаете. 4 или 5 месеци потребни за оваа работа, една од причината, неколку причини бе, една од тие причини е да седам и сам да го сублимирам материјалот. Јас не можам да го поделам во партија и секој да го вади, она што е за јавност или не. Да, тоа сака да ве прашам, дали има гаранции граѓаните дека нема утре да се случи некој Има, да излезе од има сила еден са- дел за своји колеги, има дел за новинари, има за Ману, има за Светиот Синот, има за Исламска верска заедница, реков, невладениот сектор, за судии, за обвинители, за се има внатре. И апсолутно, првата важна работа што треба да се знае. Целиот овој материјал ќе биде даден на луѓето кои што ќе им го соопштиме материјалот, не да го објавиме, ќе им биде даден. Криминалите кај што се врзени, тие делови ќе ги објавуваме. Тие делови ќе ги објавуваме. И она на крајот што ќе остане, јавно ќе го уништиме пред целата јавност. При тоа гарантирам дека освен Зоран Заев и освен тоа што ќе биде јавно соопштено, и освен тоа тие што ќе си ги добијат своите папки, слобода и демократија за Македонија, само тие ќе знаат што има во тие разговори. Значи не е честно, нашата цел не е да изиграваме во аери во целата оваа работа. Нашата цел е да се ја вратиме слободата и демократијата во Македонија. Со години во континуитет, јас сум лично прислушуван. Грозно е кога ќе треба да го слушнете 2-3 дена, 4 дена, вашето телефонско јавување континуирано. Јас имам некој ден преку 400-500 телефонски разговори. И сум градоначалник и председател на СДСМ. Па да си го погледнете животот од страна и да видите како на столчето кога седите, како тонете внатре. И се губите. Буквално. Грозно е тоа. Монструозна работа е направена од тајната полиција во Република Македонија и тоа дефинитивно, како што денеска гледам германски весник, го кажува, имало забележливо ваква работа во историјата само во Источна Германија. И прочитав еден податок во СФРЈ, вкупно во целиот период на постоење, таргет или мета на прислушување биле 14.290 и не знам колку граѓани. Катастрофа е тоа што се случува. Граѓаните треба да знаат дека комплетно ќе водиме грижа за дигнитетот на личноста и поединецот. Тоа е исто толку важно колку што е важна државата. Конечната цел е со тоа да ја ослободиме Македонија, да не направиме дополнителен проблем. И не само тоа, тие што биле мети, а не биле инволвирани во овој целиот процес. Зарем повторно да ги споделиме со јавноста и да продолжат да бидат на подстрек цело време и на Прашање мегдан колку на луѓе целата знаат. јавност. Прашање Знаев, колку знае. е, ако Само знае.
Тоа што се соопштува, тоа го знаат на крајот службите. Зашто на СДСМ. сега ова ќе трае, можда ќе заврши по 5 години, по 5 години на некого може ќе му текне тамо од партијата да рече вака и вака, имам снимка. Така е. Само Заев ги знае деталите. Секако, во случај на мое, нешто не дај Боже да се деси, се знае кој друг настапува и пристапува до материјалите. Но тоа ако јас сум отстранет и ми одземена слободата или нешто друго се случи, тогаш се знае кој настапува. Преважна работа е од ова што го отворивме. Целиот процес мора да ни ја врати државата во нормала. И она кое што го гледам неколку тези по медиумите, морам да ги кажам. Зарем не знаат сите дека не е ни привлечно, ни посебно примамливо да се биде власт после ова цунами што се случува во Македонија. Ово го кажувам за да знаат сите дека ни е искрена и исконска намената со кое што сме намерата, со кое што се пуштивме во ваков сериозен процес. Но не можете да го добиете целиот овој материјал кај себе. Од некој што го правил со години. И да го држите, и да го чувате, цело време во континуитет зборувам. Вистината... Малку е чудно време, зошто некој би ви го дал материјалот после избори? Многу е пологично да сте го добиеле пред избори. Зошто сега? Кога го добивте материјалот? После изборите го добив материјалот, секако. Беше најавен одел за време на изборите. Заради тоа што се случува за време на изборните активности. Изборниот процес додека траеше, апсолутно ми беше најавен еден дел. Што се случи и тогаш видов што се случи. И тогаш се запрепастив од тоа што го видов. И тоа е таа катастрофа која што беше иницијална за да понатаму поминат сите материјали. Заев очигледно имало прислушување според тоа што го споделивте. Меѓутоа и да е како што велите, ако се докаже дека е тоа од домашните служби од МВР, сепак тоа само по себе не значи дека наредбата дал Груевски и Мјалков како што велите. Може таму некои службеници во соработка со некој друг да го организирале тоа. Не може да се случи пристап за прислушување на граѓаните по нашиот закон. Значи не може да се случи без. Тоа не е законски снимено, тоа е јасно дека не е така, законски. Ако не е законски снимено. Може не знаеле првите луѓе. Еве знаат сега, зошто не си дадат оставка? Па нема, ете го истражуваат случајот, ете уапсија двајца од МВР. Може тие да се... Зошто веднаш не... Прво не смеат да останат ни еден ден, ако не знаеле. Знаеле и тоа како знаеле, и тоа ќе знае целата јавност, како тоа организирано и осмислено го правеле. И како се употребувале тие материјали. За кои цели биле. Тоа што вчера не го објавивме, а го доставивме до јавното обвинителство. Се транскриптите на 204 страни. Некој тоа го сожвакувал, буквално го правил како материјал за употреба. Знаете како? Зоран Заев и каже на Радмила Шекеринска дека тоа и тоа денеска ќе го направат за да може да ги постигнат токму тие ефекти. И е целото пишан текст, 204 страни. На една страна има по 3-4 комуникации од секој поединец со некои си други луѓе внатре. И апсолутно се гледа за кој употреби целото ова било правено. Господине Заев, не знам колку е доказ за на суд таа снимка што се појави од вашата средба со Груевски, тајната средба во кабинетот на премиерот, на која самите велите дека материјалите сте ги добиле од странска служба, меѓутоа се појави тоа, не ја демантиравте вие содржината на разговорот, на тоа што беше објавено. Како го објаснувате ова? Уште предходната вечер пред да излезат снимките, на пресконференцијата која што одржав, го дадов одговорот. Зарем мисли Груевски дека ќе му кажам кој тоа е доволно храбар човек во нашето општество и го направил тоа? Значи, апсолутно немам намера луѓето да му ги кажам кој се. И му кажуваш странски служби се. И самата снимка уште еднаш потврдува со каков човек си имам и јас, и вие, и цела наша Македонија работа. Да го снимите разговорот со председателот на опозицијата, неовластено, а без да му соопштите дека тоа се снима. Тоа не знаеме уште дали неовластено. Едната работа, се уште се нема изјаснето обвинителството, може сте биле под пим мерки. Го се дозволи, значи две можности се во опција, така? Да е овластено и неовластено. Да. Ако е неовластено снимањето, кажува се за Груевски. Го снима секој што ќе дојде во неговиот кабинет, без да му каже. Катастрофа. Катастрофа, тоа е првиот кабинет во Република Македонија, премиерскиот кабинет, по функција, по надлежности. Ако имало пим мерки, посебни истражни мерки врз Заев, недозволиво е да се соопшти во јавноста. Тоа е доказ во постапка. Пим мерките се заради обезбедување на докази. Добро, обвинителството побара МВР да провери како дошле Кој до обвинителство, јавноста. колку пати проверува? Сето тоа кажува. Која и да е варијантата? Имало посебни истражни мерки или не? Самото покажува кој тоа снима во државата
како тоа го прави и на најдрзок и безобразен начин тоа го соопштува. И знаете зошто влегува со акција на притварање и одзимање на пасошот на претседателот на опозицијата, на најголемата опозициона партија. Единствено, не знаејќи како ќе го менеджират процесот, да бидат први во игра и да имат теза која што со спин мејкерите околу нив ја менеджира во целата јавност. Кротко, пополека, целиот процес ќе го отвориме. Уште еднаш само влегува во подлабока каша тоа што го направија. Ке видат дека едно зло со друго зло не се избива. Значи не можете да одите во ново зло, да пикнете луѓе во затвори, само за да ја спасите својата кожа. Ако тоа сте го правеле и сте фатени, завршува приказна. Кога сме кај тајните средби со Груевски, господине Заев, цело време во јавноста тврдевте дека сте немале, дека не водите тајни преговори, на крајот излезе дека 4 разговори сте имале. Зошто воопшто, мислам, да речеме, лажевте јавноста и зошто воопшто се среќавале? Зошто тајни средби, кога политиката е јавна работа? Еве вака, процесот беше закочен комплетно, целосно. На 5 барање на опозицијата е надвор од парламентот. Социјалдемократскиот сојуз е партија која што си ја сака државата и постои за државата. Ваквата лимбо ситуација не е одржлива, да остане вечно. Така. Што направи Груевски во сите овие месеци? Не сакаше ни да седне. Значи никој не го оврзуваше да соопшти дека ќе се договори за 5 теми, ама да не седнеш да разговараш. Втора важна работа. Зошто еве дури и опозицијата не му е во парламентот? Нешто сам не промени. Од ова што е проблематично, со самите избори соопштено во опција одихара, во извештајот на Европската унија, конкретно и прецизно кажано, да ја подобри состојбата со медиумите, да ја разграничи партијата од државата. Средбите беа исто така иницијатива на меѓународната заедница. Секаде постоеле во светот тајни средби, за да нешто се реши во полза на државата, постојат и во Македонија. Првата средба беше инициирана од моја страна, после разговори со представници на меѓународната заедница. Тај направете нешто да го развижите процесот. 2 јули беше последната, првиот обид неуспешен, таа беше јавна, јавна, за разлика од овие. После тоа направете барем некој обид. Сите 4 средби беа на тема 5 барања на опозицијата. Сите 4. И јас ќе ги кажам јавно, заради тоа што гледам и премиерот ги соопштува и нема што овде да се крие. Првата средба беше разгледување на варијанта како да се влезе во преговори за да се сочува достоинството на двете страни. Тие не прифаќаат техничка влада, ние без техничка влада ни на крај памет не размислуваме. На втората средба ги имам доказите во пораки. Преку пораки премиерот и јас комунициравме за да ги закажеме тие средби. Втората средба тој ја инициираше. И тоа бев зафатен еден ден, па вториот ден повторно пушти пораки за да се направи втората. И третата средба тој инициираше. Четвртата тој се јави заради тоа што јас предложив да има четврта за да даде одговор. На третата средба предложив предлог. Двете страни се договорија да отпочнат разговори по 5 теми барање на опозицијата. Со обврска на опозицијата, пред почетокот на преговори за 5-та тема техничка влада, да ги покаже аргументите и доказите за барањето техничка влада. Тоа даваше достоинствен влез за двете страни. Тоа се материјали што ги имате? За изборите. Да докажеме зошто биле нерегуларни изборите и заради самите избори ние бараме техничка влада како гаранција за практично спроведување на фери демократски избори кога ќе се случат избори. Ако немаме докази за нерегуларни избори, не се преговара 5-та тема. Така? Ме сваќате? Да, мислам дека тоа дава достоинствен влез и за ВМРО-ДПМН и за СДСМ. Да влезат работните групи да преговарат. Одговорот беше, ова е начално прифатливо за мене. Ако се објават комплетно сите овие снимки, тоа ќе се види. Но одам за Америка, една недела ќе бидам таму, ми требаат уште 2 дена, за да со мојот тим се консултирам и конечно го потврдам ова. Се јави петок, ако не се лажем беше, за да се видиме во сабота за четвртата средба. Во моментов бев во посета на задграничната партиска организација во Швајцарија. И средбата ја закажавме за понеделникот во 19 часот. На самата средба Груевски вели, ова е прифатливо за мене и ќе прифатиме и техничка влада, на крајот, ако ви дадете доказите. Средбата заврши за 15 минути. Изморени сте, јас доаѓам од пат од Швајцарија денеска, повеќе нема што да губиме време. Нема повеќе што да разговараме. Какви докази? Континуирано ветував на граѓаните дека доказите никој нема право да ги скрие од граѓаните. Нешто ве разбрав, ама нешто не ве разбрав. Ајде, повелете.
Значи вие сте му велеле дека ќе ги објавите само да доказите за дека изборите биле нелегитимни? Не. Аргументите за барање техничка влада Добро. се нерегуларните избори. И треба да покажеме кај нив. Добро, што како со тоа? другите материјали? Секој пат јавно тврдев дека вистината никој нема право да ја скрие од граѓаните. Секој пат. Се сеќавате? Да, тоа беше за тоа тоа далеку? покажувам дека така веле. Секогаш. Првиот момент кога побара Груевски да му бидат доставени доказите. Јас апсолутно знам дека моето ветување пред граѓаните во таков случај не можам да го одржам. И не е само ветувањето. Оврската по устав и по закон. Секој што поседува докази за незаконски действија или криминал е должен да ги објави или да ги достави до Нема, надлежните институции. Господин Заев, не е јасно зошто воопшто сте ги спомнувале тие материјали. Вие ако сте биле толку одлучни да ги објавите тие по секоја цена, без разлика дали Груевски ќе прифати техничка влада или не, зошто воопшто сте ги ставале на маса? Зошто воопшто оставате простор на тој начин дел од јавноста да се сомнева дека навистина сте го ценувале премиерот на овој начин? Кога објавувате дека поседувате докази за криминали на Груевски и неколку луѓе околу него, а траат средби. Што врска има тоа со тие 5 Чекајте. барања што ги поставувате? Значи, паралелно средбите се случуваа кога Заев објави дека поседува докази. И се случуваат средбите. И добивате прашање. Добро, какви се тие докази? И тогаш кажувате, каков вид на докази имате. Така. Кога два пати ќе ви прашат, а од каде ви се доказите, бе не е важно тоа. Добро, од каде ви се? Од странски служби се. Ама да кажете, валјда, од кои луѓе ви ги доставиле доказите, за да може да ги запсат уште самиот момент. И да ги уништите луѓе кои што се одважили и охрабриле тоа да го направат. Заради тоа темата за доказите беше таму на маса. Соопштена заради тоа што те прашуваат, чекај преговараме сега дали ќе има преговори за 5 теми, а ти во јавност споруваш дека имаш некои докази. Како вид на докази се тоа? И заради тоа е отворена само таа тема. Средбите беа за 5 теми исклучиво. Комплетното објавување на снимките тоа секако ќе го потврди. Значи вие тврдите дека не сте го ценувале премиерот Никога. со тие материјали. Што би барал јас од премиерот? Пајте техничка влада. Тоа е уцена. Во опозицијата во 19 часот и 2 минути на 27 април, кога заврши вториот круг од изборите 2014. Ја спомна техничката влада. Така, како гаранција за практично спроведување на фери демократски Добро, избори. господине, се зависи како, ако ја поставите работите, ако не ми дадете техничка влада ќе објавам ова, тоа е уцена. А како кога предходно ветувам пред јавноста дека доказите ќе одат во јавност. Дека вистината никој нема право да ја скрие од граѓаните. Континуирано го повтарам тоа. Не знам, еднаш неделно, 2-3 пати неделно, континуирано. И како ако ви дадам јас кај Груевски си испазарам со Груевски. Како ќе знае јавноста дека не сте селективни во презентирањето на материјалите? Албанските аналитичари и не само албанските, тие се сомневаат дека ќе тактизирате со делот на материјалите што ги имате поврзани со албанските политичари. На кој начин ја правите селекцијата, што треба да се објави? Може некој за некој министер нема да објавите. Како кој ќе биде сигурен? Се што е врзано за криминал и за незаконито действие ќе биде објавено или процесуирано до судот. Значи, по содржина, самиот акт на прислушување незаконито действие и криминал. Самиот акт. И објавувањето, ама тоа веројатно свесно правите тоа дело за некои повисоки цели. Така. Ако Македонска банка објави, што се случи со Заев? Има причини правни, зошто? Тоа е дозволиво по закон да се објави. Ако јас објавам државна тајна, строго доверливо, не знам, класифицирани информации, тогаш е тоа недозволиво. Нешто што е работено незаконско, и го имам во мој раце, јас сум должен да го објавам. Како што е формулацијата во кривичниот законник, поголемата оврска, секако ја поклопува помалата оврска или одговорност, како сакате го гледате. Така да, уште тогаш, го прашав јас тоа Груевски дали да објавам тоа што зборувал он со Ден Дончев и со Газда Нини, или Газда Нини го прашав за ова работа. Што се случи со објавувањето? Така да нема право. На суд. Што и да, во ваков правосуден систем тоа е повеќе од јасно. Задача на секој граѓанин. А посебно ако е општествено позициониран вака како што сум јас позициониран. Доказите да ги објави во јавноста, за да целата јавност знае што се случува во нашата земја. Секому што му се прави во ова наша земја. По неслобода од ова не може да се случи никаде. Господине Заев, ајде малку за улогата на Верушевски во случајот. Цело време слушаме дека
демантирале дека се што се познавате, а излезе дека тој бил инволвиран во случајов. Може ли да ни кажете какви односи имавте со него и каква врска има тој во случајов? Дали тој е тој што ви ги дава материјалите? Една од работите е прво во целиот овој период. Давате вистини или полувистини заради сензитивноста на самиот процес. Не можете да си играте како сакате играчки со луѓе кои што се одважиле, охрабриле и се дошле да понудат помош за да се спаси нивната татковина, а со тоа и нашата татковина. Зоран Верушевски е еден од кадрите кој што е стручен за оваа работа. Имав потреба од консултации. Да видам доказите. Кој е тоа конечен доказ кој што за мене потврдува како примател на вакви материјали дека тоа е навистина правено од домашните служби. Имав потреба од експертиза или од некоја стручност. И се случија две средби со Верушевски. За да можам да секако добиам конечна анализа, потврда за тоа што треба да го правам. Се спомнува во Струмица и во Скопје. Самиот процес, не е важното. За да не тоа важно, гледај што објавуваме, сега не сум предистражен судија вечер во овде. Сигурно. Важни се работите што ќе ги објавуваме. Зоран Верушевски нема улога во делот на зимање податоци од МВР. Тој не работи долги години во МВР. Професор е на ФОН, факултетот, како што знам, таму работеше. Луѓето кои што работат во тајната македонска служба или во УБК се токму тие кои што имат пристап до таквите информации. И токму тие се охрабрили, одважиле тоа да го направат кај нас. И тоа е важно. И тоа е за почит. И тоа е за симнување капа, а не овде во детали. Уште имињата сега треба да им ги откријам, за да што? За некој да ги масакрира? Добро, да се увери јавноста дека зборувате вистина. Ве прашувам за Верушевски, бидејќи се појави едно писмо во јавноста, сигурно го забележавте тоа. Така. Во него се тврди дека вие сте му го испратиле на Верушевски преку курир на Свети Јован, месечини на празникот. Тоа е пред неколку недели. Автентично ли е тоа? Автентично е писмо. Комплетно е точно писмото. Добро, ако е точно, господин Заев, таму има многу работи што отварат сериозни прашања. Еве да ви кажам работите. Еве да одиме со ред. Прво викате, работата која чекаме од пријателите надвор е завршена. Каква работа чекаме? Работна виза да замине. Работна виза да замине. Во ФОН нема земено плата не знам колку месеци. Да замине. Не знаејќи што ќе му се случи нему и неговото семејство. Работна виза да му дадат. Да може да оди повеќе од 3 месеци. Нему и на неговото семејство. Жално е тоа што ми се случува. Жално е, оти се осудиле, да и вината име што ја сакале Македонија. Ни повеќе, ни помалку. Единствено за тоа е виновен Верушевски. Што ја сакал како за четвртина Македонија заедно, својата земја. Тоа е вината. Конечно, обезбедив луѓе кои што ќе помогнат, благодарение на сестринските партии, да дадат работна виза за човек кој што сака да го продолжи животот и да работи. А при тоа, да во вака поклопено општество, со целосна спрега помеѓу МВР, обвинителство и судство, да не ја изгуби слободата, само заради тоа што си ја сака државата. Целата содржина на писмото е таа. Прашањето Андреј Жерновски, заради тоа што ми помогна во целиот овој концепт консултирајќи го. Дали се уште ќе излезе на тој прв прес со мене, оти повеќе не е председател на ЛДП. Во расчекор беше периодот ќе е председател или не е. Не, добро, тоа не е спорно, тоа е политички. Спорно е бидејќи ова писмо се посочува како еден од клучните докази дека материјалите ви се во странска служба и дека вие сте биле соработникот со странска служба. Велите амбасадорот и позиции на премиерот, тоа е претпоставувам од таа држава за оваа работа што ја спомнувате. Така е. Председателот на сестринска партија е и премиер во таа држава. Таа партија на власт. Ми посочи луѓе, негови соработници, кои што ќе ми помогнат, како сестринска партија соработници добри, да помогнат да издадат по закон на таа земја работна виза за Верушевски и за неговото семејство, за да замине да ја сочува слободата. Она што се посочува како најспорно е пасусот каде што викате дека останува само да ни кажете кога можеме да се видиме најбрзо, затоа што мораме да действуваме заради пријателите од надвор. Така. Чекат пријателите од надвор. Подготвени се да изработат документи. Самите пријатели кои што се понудија да помогнат во оваа работа, не може да ги оставите да чекат вечно, така? Треба да им кажеме кога би заминале, за да може да бидат подготвени за да ги изработат самите документи.
Добро, господине Заев, тука да направиме Комплетно, кратка само пауза. тоа. Само тоа е ништо повеќе. Само овде да го потврдам овој дел за една минутка. Ако имало странски служби, како тоа не дават оставки до сега, бе? Тоа мора да се знае. Било какви странски. Кој тоа дозволил во Македонија да влезат вакви странски служби и да прават што им душа сака со Македонија? Но, господине Заев, криминал се случува. Да, целта ни системот е да Од се се. бори со криминалот. Сега, Добро, еве дознаа, ако сте странски служби, до ден денеска па се поведува случи. случајот е пуч сега, не знам. Така е. Оставки има да паднат заради тоа што само тврдат дека се странски служби. Погледате в првото соопштение на МВР, не соопштуваат никакви странски служби, го апсат Верушевски и викаат натрешни информации. Само Груевски во соопштението ги спомнува странските служби. Во подоцнежните соопштенија може да се примети странски служби. Значи, апсолутно некоординиран, избрзан однос, за да се сочува својата кожа, знаејќи дека ја губат и слободата, губејќи ја власта. Само тоа им се случува. 9 години се власт. Богови станаа. Ке управуваат со животите на луѓето секојдневно следејќи ги. Кажав, ги преслушав моите разговори, за да ги пријавам во обвинителството. Си го видов животот од страна. Знаете како тоа изгледа цело тоа? Никому да не му се случи повеќе. Сигурно непријатно. Да направиме кратка пауза, па продолжуваме. Да, се враќаме назад во студиото. Господине Заев, цело време зборуваме за прислушувани материјали. Дали има нешто друго, некакви други поинакви докази, како што велите за криминал, освен тоа што ќе пуштате тонски записи? Има и хартиени материјали во форма на хартија, како докази за одредени криминални дејствија на власт. Тоа се транскрипти од разговори? Транскрипти од разговори, одредени докази, како што е доказот кој тоа кому ги проследува и како е целиот синџер на проследување на оваа работа. И толку би можел да кажам, заради тоа што ќе си го ушам самите аргументи за овакво зло кое што имаме. Како планирате да ги објавувате материјалите? Кога ќе биде следната пресконференција, зашто ќе биде? Дефинирано ни е секој следен чекор да биде на неколку денови после претходниот, од проста причина што сакаме колку што може повеќе тоа да допре до јавноста. Зошто? Чаршијата зборува, луѓето зборуваат. Знаете како јас го кажувам, Габрово, Струмичко, гледа само Ситела и Мтова. Некни во понеделникот не се случи нешто бомбастично за жителите на Габрово. Зимам, харикирам, можеби навистина гледате и други, но сакам оваа вистина за Македонија да допре до сите граѓани во Македонија. На крајот тие се конечниот сведок и конечниот судија кои што ќе ги носат комплетните одлуки. Знаете дека скудниот медиумски простор не става во опозиција да ги употребиме другите наши капацитети, тоа е нашето членство, нашите симпатизери, кои што мора да го шират гласот. Ево се жалите, господине Заев, меѓутоа многу критики имаше зошто не обезбедивте, например, еден пренос во живо на вашиот веб портал од пресконференцијата. Ја наувате 4 месеци, а ја чувавте во тајност до 1 час пред пресконференцијата. Која е логиката? На вториот прес ќе има линк, директна можност да може да оде на интернет. Значи дека поентата ми е дека не е само вината во медиумите цело време. Согласувам, ама медиумскиот простор не е само став на опозицијата, Гоце. Freedom House, каде што и вие припаѓате, репортери за без граници, односно каде што припаѓате како новинар секако. ОПСЕ, Европската унија, Стеј департментот, сите ни кажуваат што се случува со медиумите, тоа не е став само на опозицијата. Апсолутно, просторот за опозицијата е максимално ограничен. Ретки се вакви независни медиуми како што е овој, да имаме прилика да кажеме наши ставови или да слушнеме информативна емисија која што е апсолутно неутрална и независна, односно надвор од пипците на контрола на владеачката гарнитура. И заради тоа мораме за сите овие периоди тоа пополека да стигне до граѓаните. Чекор по чекор, внимателно, не брзаме никаде. Доказите сите ќе бидат соопштени важни. Господине Заев, до сега никој не ја оспори автентичноста на тонските записи што ги објавивте за вчера. Но бидејќи тие се незаконски снимени, без разлика кој да ги снимал, без налог на јавен обвинител, на истражен судија, не може да бидат доказ за на суд. Без разлика што се има од тие разговори. Како очекувате да постапи обвинителството? Гоце, прво ова е доказ и како доказ. Силен доказ за да има кривична одговорност и за да има политичка одговорност. Друга причина е што според неколку закон, пати да незаконски снимени материјали не може да бидат доказ на суд. Правно е така, колку што знам јас. Незаконитоста на постапката е кривична одговорност. Самата постапка. Значи не мора тоа они да ги слушат материјалите па да видат што има внатре во материјалите. Актот да се осудиш не Тоа го зборувавме, да. без обвинител и без судија,
да влезеш во таква глупост да правиш. Тоа е кривичното дело. Самите докази не мора да докажуваат одредена вина и апсолутно, еве, до ден денеска демантираше некој од тие што се најдува на снимките, дека тоа не се они. Никој не демантираше. Тоа потврдува дека беше и Груевски пред неполна година со Македонска банка, која што го докажавме со експертиза. Катастрофа. Значи, јас не можам да кажам дека верувам во нашето судство и обвинителство. Јас сум еден од граѓаните, малку плюс повеќе упатен од другите. Спрегата помеѓу МВР, обвинителството и судството функционира безпрекорно. И ова го кажувам меѓу другото, заради тоа што и поседувам, плюс докази. Тоа не спомнувам сега јас нешто ново. Гледаме Зврлевски со Сашо Мијалков на балови, така? Јован Илиевски што е? Баџанак на Сашо Мијалков. Што дочекуваме од тоа обвинителство? Дека пријавата на Зоран Заев ќе биде процесуирана и дека правично ќе истражува обвинителството сега во постапката пуч која што е отворена против Заев и неколку други луѓе? Не, апсолутно. Но јавно зборувам. Ако се охрабри и одважи било кој од обвинителството и обвинителите, многу се таму, само да постапува по закон и по устав. Ни повеќе, ни помалку. Јавно ќе го поздравам и ќе ја испратам пораката. Да биде пример за идните генерации, да симнуват капа за него. Тоа го кажувам заради тоа што до последно да ќе се борам за честа на секој граѓанин и тронката можност дека сепак ќе се почитува уставот и законот во Македонија. Но исто така ми е многу драго што ја гледам се по унисона меѓународната заедница. Сиве овие денови. Апсолутно. Да, имате среди... Со внимание, не, и самите нивни соопштенија, дојдоа од министерства соопштенија на странски земји, дојдоа од амбасадите, овде во Македонија присутни, секако, од Европската комисија. Внимателно и прецизно го следат целиот овој процес. И ако мислат луѓето дека Заев во вака окупирано општество сам собрал сила за да тргне со ова работа, нека не мислат така. Македонија има пријатели, во име на слободата и демократијата и европските вредности, ќе помогнат тогаш кога ќе бидат повикани, без да се мешат во внатрешните работи на нашата земја. Зошто? Заради тоа што нашата Македонија има усвоена еден куп резолуции и декларации во парламентот. Посебно ваквиот тип на прислушување, дозволиво, недозволиво, слободата, демократијата, човечката вредност, интимата, достоинството на граѓанинот и слично. И верувам дека тие ќе реагират. Ако не реагират, јас ќе ги повикам да дадат коментар. Лично, за тоа што ќе го гледат, за тоа што ќе го имат како доказ, да дадат свој коментар. Но, за почеток, ги гледам дека се единствени во тоа што го објавуват. Генерално, сите се фокусирани со внимание и апсолутно некои одат и чекор повеќе дават и одредени квалификации на внимателен начин. Што мислите за идеите денеска и Ахмети и Тачи излегоа со некој вид предлози како да се надмине ситуацијата? Едниот предлога меѓународна комисија која би ги разгледала сите аспекти на случајот, а Тачи предлага специјален суд кој би се формирал со помош на меѓународната заедница. Тоа исто. Значи меѓународна контрола на процесот. Да не полагаме надеж на домашните институции. Гледам две работи. Првата, ова што го предлагат, го прифаќам. Ако се бара го прифаќам заради тоа што не верувам воопшто. Дај Боже да верувам. Чуму би ни била потребна меѓународна помош, земја имаме наша. Земја со систем, со опозиции, со функции во државата, со систем изграден како што треба. Но тоа што досега го видовме во Македонија, што се случува со политичките апсени и политички затвореници, со затварање на новинар за пишан текст пред 5 години, за еден куп А1 затварањето, за еден куп предмети, претходно да не ги нејавам. Заради тоа што се случи со актор, со Македонска банка, со становите и имотните листови на функционерите, ми дава апсолутно за право да кажам дека не верувам. И истовремено, таа меѓународна заедница, истата таа, која што во сите своји извештаи пишува дека нема владење на правото, дека има мешање на политиката во судството, дека нема разграничување на партијата од државата. Партијата е денеска се. Нема држава и државни институции, нема ги контролните инструменти и механизми на државата. Од тој аспект секако е прифатлива. И втората работа, што многу ми кажува, коалициониот партнер на Никола Груевски, кој што е извршител во власта, така, дел од извршната власт, тој вика меѓународна експертиза да има.
внатре. Ја, тој и за Монструм бараше FBI да се вклучи, така што. Тоа не е Барем така. конзистентни се во Ма тоа ставовите. така е, ама тоа не е баш така со леснотија да го кажеме. Господине Заев, има некои европски политичари. Вториот по важност коалиционен партнер во власт, вели меѓународна експертиза. Се кажува тоа, дека нема државни институции кои што правично по устав и по закон ќе ја завршат работа. Тоа е друга тема. Ти имаат министер за правда, бараат меѓународна, нема врска тоа. Дел од европските политичари од Европската народна партија, од Европската десница, сепак излегоја со осуда за вашето однесување, оценуваат дека е неодговорно, дека е неприфатливо за постигнување на нелегитимни цели. Како Кои ви цели коментирате? Гоце? Кои цели да ја постигне Заев и што е тоа што би го водело Заев? Заев со 820 евра работени во фирмите, Заев кој што доаѓа од бизнис секторот, уште 2,5 години мандат во Струмица, што после ова цунами, психолошкиот карактер на луѓето е уништен во државата. Урнисано е општеството. Што не сум свесен од камиказа варијанта и при промена на ова власт. Кои цели? За гола власт се бори Заев. Се бори за слобода и демократија. Кој сака нека ја води Македонија? Граѓаните ќе одлучат кој ќе ја води Македонија. Да се ја вратиме државата кај нас граѓаните. Слободата и демократијата. Еј, слободата и демократијата во срцето на Европа. 21 век, втора декада. Да не сме слободни. Да ти е страв да зборуваш по телефон. Да ти е страв да мрднеш два чекори, а да не бидеш под контрола на системот кој што ставил се под контрола. Зарем живот е ова? Зарем треба да молчиме? Зарем има прв некој друг што е поповикан од мене да ја води оваа битка? И исклучиво честно, искрено до крај. Слободата и демократијата и европските вредности се таргетот за кој што се бориме. Тоа го кажувам со аргументи и да го памтат луѓето. Секогаш дека тоа е така. Господине Заев, се уште случајиве се на почеток, се уште не достигаат многу факти за да се утврди вистината, меѓутоа едно е јасно дека не може и вие и Груевски да сте во право. Еден ќе биде победник, еден ќе биде поразен, вие или сте жртва како што тврдите, или ќе испадне како што тврди ВМРО ДПМН дека сте марионета на странски служби. Според делот на левичарите, на крајот вистината, проценката ќе ја направат луѓето на избори. Дали сте подготвени на таква разврска? Вака. Прво, проектот го насловивме Вистината за Македонија и знаеме дека целата вистина ќе биде соопштена до граѓаните. Ова го повторам неколку пати за да нема дилеми дека Заев калкулира нешто или ќе направи нешто посебно, нешто поспецијално, нешто понеспецијално. Целата вистина ќе биде спомната и кажана на граѓаните. Целата вистина. Секако водејќи комплетно грижа за дигнитетот и достоинството на поединецот, освен оној кој што се огрешил по закон и го има внатре како доказ за одредени криминални дејања. Втората важна работа. Груевски мора да падне од власт. Мора да падне од власт. Третата важна работа. Кажав уште во септември, Како ќе падне октомври. господине Заев, освен на избори? Како може поинаку? Груевски ќе падне заради тоа што е заплетен во целата оваа каша и тоа ќе се докаже со проектот Вистината за Македонија. Од тоа нема бегање. Пред така ќе оставиме, времето ќе покаже. Тоа е мојот став. Од граѓаните, предпоставувам на избори, Така е. повторно ќе го дадат конечниот суд. Така е. Ама на тие избори Груевски нема да биде повеќе политичар според мене, со доказите кои што ќе ги извадиме и ќе ја покажеме целата вистина на граѓаните. ВМРО ДПМН не е виновна за оваа работа. И ВМРО ДПМН е поклопена од Груевски поединци. И граѓаните кои што се членови и симпатизери на ВМРО ДПМН треба да знаат дека ова не е борба против ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН и треба на Македонија. Но за жал и тие се под пранги. И гледате првите соработници на Груевски како се ставени внатре. Септември или октомври беше Гоце, кога реков со целиот свој политички кредибилитет гарантирам дека доказите на крајот ќе доведат да замине оваа власт. Тоа значи апсолутно ако не успеам заминувам, така? И нема дилеми. Не само тоа, под закана сум за затвор. Целосно, така? Ако не успеам. И немам дилема. Дали тоа политички ќе загине некој во државата? Зарем тоа е важно кога се работи за слободата? Па нашите предци животите ги губиат за слободата. Дали Заев или Груевски политички ќе загинал? Значи, воопшто тоа не е важно. И четвртата важна работа, што е многу логична.
Мора да имаме и план што понатаму, така? За нормализација на земјата. Неопходни се избори. Легитимитетот за било кој да се пушти во процес да ја нормализира Македонија, да изместена вака од шините ја врати повторно на шините и на колосекот, мора да добие легитимитет од граѓаните. Но претходно, некој мора да ја подготви Македонија за избори. Заради поклопеност на целиот овој систем, а секако со доказите и аргументите кои што во периодот што предстои, ќе ги докажеме и ќе Оставувате знаат. на условот техничка влада да ги организира следните избори. Техничка влада заврши, тоа беа 5 барања на опозицијата. Не знам каква тоа влада би била, експертска, коалициона, не знам, технократска. Треба независно да се подготви Македонија за период кога ќе дојдат избори. Тоа го кажувам заради тоа Мислите што дека има Македонија сили самата тоа да го издействува политичкиот диалог е Секако. повеќе од мртов? секако дека може. Еве имате решителна опозиција. Да ја врати опозиција, да ја врати државата во Добро, нормал. после ова не верувам дека Апсолутно. би седнале со Груевски да се договорите како понатаму. Без Една работа. асистенција на меѓународната заедница. Имате Што и беше вакви и случај? онакви политичари. Јас кога се нафатив за политика, моите совети ги оставив дома. Знам што позиција и функција извршува и во општеството, и во партијата, и во општината од каде што доаѓам. Јас сум председател на Социјалдемократскиот сојуз. Се што е добро за државата, нема нешто што може да биде попречувано за доброто на државата. Значи да го спречи тоа добро на државата. Се што во кое што верувам дека ќе ја доведе Македонија кон известна добра иднина, апсолутно сите мои совети се оставени дома. Јас сум тој, истиот, кој што апсен од Груевски одеше на преговори 2008 година, преговарајќи за 40% цензус за председателските избори, на неколку, на не цел месец или не цели 2 месеци, излезен од притвор. Бев таму, преговарав за цензусот во државата. Јас сум тој кој што знае се што се случува во државата. Аз сум се обидел да има кротка разрешница заради нашата Македонија. Направивме се, тоа треба да го знаат граѓаните, пред да се пуштиме во овој процес. Се да ги заштитиме граѓаните од оваа грозотија, што ќе морат сега да ја слушнат, за да и дадеме шанса на Македонија. Се што може. Но при тоа секој пат знаевме дека вистината граѓаните мора да ја знаат и дека за незаконските и криминални действија мора да се одговара. Емисијата ни е на самиот крај. Очекувате ли да бидете уапсен? Една од известните сценарија токму таа, јас го спомнав уште во саботата, заради тоа моравме да ја подготвиме и варијантата Б, планот Б. Ако во случај Заев биде уапсен, кој тоа настапува? И тоа се знае, и се знае и следниот, и следниот, и следниот. Не може цела опозиција да не уапсат. И ако не уапсат, ќе излезат документите. Нема бегање од вистината. Нека му е мисли тој тоа што го правел. Запамтете го зборот. Не тој тоа што го соопштува во јавност. Може да ја земат слободата, ама душата не може да ја земат. Слободата ќе се врати во Македонија. И граѓаните треба да се радуваат на тоа. Затоа реков радувајте се, но и охрабрете се. Јас сум првоповиканиот што ќе ја води оваа битка. И ја почнав и ја водам. Но граѓаните треба да ја извојуваат слободата. Секако во 21. век со демократски средства и на демократски начин, генерално со тоа што следува во периодот, не со пушки, туку со збор, со глас, со реакција и со акција, која што ја гледаме и преку студентите, и преку хонорарците, и преку учениците, и на секаде низ Македонија. Но треба да знаат дека сум подготвен да одам до крај, без било какви калкулации и без било какви пазарења. За слободата се работи. И слободата ќе ја вратиме во Република Македонија. Добро, господине Заев, ви благодарам што бевте вечерва гости во 24. Благодарам и на вас на можноста која што имавме да бидеме гости. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова вечер бевте со нас.